Кај 50 субјекти во трговија на мало и големо, државниот пазарен инспекторат констатирал неправилности при контрола на одлуката на владата за посебни услови во трговија на одделни производи. По овој основ се извршени 715 надзори на територијата на целата земја, информираше директорката Анита Симеска-Димовска. Издадени се околу 100 прекршочни платни налози, а висината на казната е во износ вкупен и за правни и за одговорни лица околу 210.000 евра. Токму најновите одлуки го зголемија обемот на работа на инспекторатот, поради што се потребни и дополнителни вработувања, вели Димовска. Оваа година во пензија заминуваат 18 инспектори, како и 5 други вработени. Никогаш не е доволно, поготово во овие моменти кога се соочуваме со поголеми барања за постапување, така да соочени сме и со ситуација дека во последните 2 години имаме поголем одлив на вработени. Токму оваа година ќе имаме 23 кои што ќе заминат во пензија, од кои 18 инспектори. Во план е да имаме нови вработувања оваа година и се надевам дека ќе ги реализираме. Државниот пазарен инспекторат има 275 вработени во 30 градови, кои во извршувањето на своите законски ингеренции се соочуваат со проблеми од аспект на материјално-техничките услови. Ние во 30 градови имаме државен пазарен инспекторат има своји вработени каде што и работат. Во поголемиот дел просториите се реновирани последните неколку години, меѓутоа има се уште простори работни каде што има потреба од реконструкција, од дополнителна техничка опрема, дополнителна опрема за работа, која се надевам дека во периодот кој што следи и таму, како и поголемиот број на градови кои што се веќе реновирани, дека и таму ќе успееме да ги опремиме соодветно.